Здраво на сите! Некои од вас знаат дека веќе започнав со еден YouTube канал за гледање на тарот на англиски јазик. Или секогаш се трудиме да пренесеме знаење и информации на што поголем број на луѓе. Но одреден број од мои пријатели, па дури и луѓе што не сум ги познавала, ми забележа дека не знаеме баш сите англиски и убаво би било да направиш нешто на македонски. Убаво. Навистина би сакала да можам редовно да ги покривам и англиски и македонски. Во моментов тоа не ми е можно, затоа што работам се сама. Меѓутоа ќе се трудам што е можно повеќе видеа да приведам. Првото видео веќе е направено, така што ќе можете да уживате во информациите од него. Првото и второто во суштина се исполнети со информации, со тоа што во првото баш имате теорија, во второто се работи за една многу интересна приказна, покажани се различни архетипови. Ќе уживате како и да е. Се надевам. Јас уживав кога работев. Така што, повелете. Здраво на сите! Ви благодарам што одлучивте да поминете некое време со мене и со моите тарот карти. Моето ново место за средба со прекрасни луѓе како вас се нарекува Nice Surprise Tarot или убавото изненадување на таротот. Јас сум Lady G и навистина би сакала да знам кој се наоѓа од другата страна на камерата, така што ве повикувам слободно да ми пишете, ќе ви одговорам. Мојата имейл адреса е nicesurprisetarot@gmail.com. Овде ќе се движиме, ќе живееме и ќе дишеме заедно со тарот картите и гледањето на карти. Затоа, најдете си удобно место, опуштете се, земете си нешто убаво за пиење и да започнеме. Од древни времиња луѓето сакале да знаат што се случило за време на некој давнешен настан или што ќе се случи во иднина, како подобро да се подготват за идните настани и заради ова го користеле претскажувањето со цел да предвидат или објаснат било кој настан од минатото, сегашноста или иднината во било која сфера на интерес. За да се развие видовитоста, неопходно е лицето да ги совлада символите на тарот картите преку развивање на визуелизација, медитација и концентрација. Со нивна помош, лицето се поврзува со тарот картите и можат лесно и безбедно да вршат предвидувања. Секој може да научи да гледа на тарот карти. Многу е лесно и многу е забавно. На тој начин ќе си најдете и многу пријатели, а подоцна можете да работите и со клиенти ако сакате. Не постојат строги правила во толкувањето на тарот картите. На почетокот ќе треба да се подпрете повеќе врз предпоставка и имагинација, а подоцна ќе си развиете собствен стил на работа и ќе развиете добра интуиција, ќе ги чувствувате добро картите, што ги поседувате, и ќе имате добра соработка со нив. Ќе ви стане многу полесно. Знаете, ќе ви биде како некој да седи до вас и ви покажува каде да погледнете на картата, што да кажете, како да продолжите и така натаму и така натаму. Ве молам да не започнувате така што ќе ги научите значењата на секоја карта напамет. И сите можни комбинации, исправени, обратни. Научете ги само основите. Потоа, опуштете се, наблюдувајте, чувствувајте и за многу кратко време ќе гледате како професионалец. Ама, ајде да започнеме вака. Вие сте гледач на тарот.
Го знаете тоа, така? И како такви, вие сте потполно свесни дека било која постапка на таинствената мудрост поседува ритуали. Ритуалот можете делумно и да го измените. Знаете колку да резонира со вашата енергија, но во суштина постојат некои насоки кои што јас ќе ви ги опишам. Прво, ќе користите прекрасна покривка. Потоа, ќе си запалите свеќичка. Ќе си поставите кристалчиња. Ќе го прочистите воздухот со чад од стапчиња или од билки. Потоа, треба да го запишете прашањето. Земете си тетрадка и запишете си го во тетрадката. Не можам да нагласам доволно колку е ова важно. Знаете зошто? Бидејќи кога ќе почнете да работите со картите и ќе почнете со предвидувањето, се внесувате во приказната и тоа може да ви го промени прашањето во глава и ќе ви ја промени насоката на гледање. А тарот картите имаат особина да одговараат точно на прашањето така како што е поставено. Ако го промените прашањето или текот на размислувањето или мислите многу за проблемот и не сте фокусирани, може да добиете нејасни одговори, а тоа не го сакаме. Ако гледате за себе, треба да бидете свртани на исток, а ако гледате за друг, треба да бидете свртани на север. Може да си медитирате, да си кажете молитва и потоа да ги измешате картите. По мешањето си правите 3 купчиња од десно на лево и ги собирате по случаен редослед. Потоа ги положувате картите на покривката според дадениот распоред. Постојат многу видови на распореди, најпопуларен е келтскиот крст, бидејќи потсетува на самиот келтски крст кој потекнува од Ирска. Ако сакате да научите повеќе за распоредите, слободно пишите ми на имейл адресата која се наоѓа долу во описот на видеото и ќе ви испратам неколку од познатите распореди за гледање. Потоа се почнува со гледањето. Во основа, распоредите имаат одредени места, односно позиции на картите, кои секоја си има свое значење, а предвидувањето се добива преку значењето на самата карта и позицијата и нивното взаемно влијание во распоредот. Сега ќе ви кажам нешто за картите. Постојат 78 карти, кои се поделени во 2 аркани, чиј назив доаѓа од латинскиот збор arcanus, кој значи скриени нешта или нешто мистериозно. Големата аркана ги означува значајните настани во нашиот живот, додека малата аркана ги покрива секојдневните настани, нештата со кои се сретнуваме секој ден. Големата карта содржи 22 карти и постои многу убава приказна за големата аркана, а таа приказна ќе ви ја раскажам во моето следно видео. Малата аркана има 56 карти, кои во голема мера наликуваат на нормалните, обичните карти со кои играме. Поделени се во 4 сета во кои спаѓаат стаповите, поврзани со енергијата на активност и движење, чашите, поврзани со емоциите и со интуицијата, мечовите, кои се поврзани со интелектот на луѓето, како и паричките, кои се поврзани со се што поседуваме во смисла на материјални работи и елементот на земјата. Сега, пред да преминам на значењето на секоја карта, би сакала прво да ви напоменам нешто многу важно. Важен детал
е тоа што картите можат да се положуваат и да се толкуваат во исправена форма или поставени обратно. Ќе нагласам дека дури и многу искусни таротолози не гледаат со обратно поставување на картите и со нивното значење, и тоа е сосема во ред. Обратно поставените карти даваат разновидност и длабочина во гледањето на картите, но си останува на вас дали ќе ја користите таа можност за гледање или нема да ја користите. Некои таротолози ќе ви кажат дека обратно поставените карти имаат сосема спротивно значење од значењето на исправените карти. Но постојат и такви кои што на ова гледаат поинаку. Постојат неколку различни начини за толкување, за кои јас ќе ви раскажам. Можете да користите еден од овие начини, да ги применувате сите овие начини, да применувате некаква комбинација, може би некаква модификација. Сепак најважно во сето ова е да си имате расчистено каков ќе ви биде приодот или начинот на толкување пред да започнете со гледањето. Првиот приод може да се гледа како внатрешна енергија. Што мислам со тоа? Мислам во споредба со надворешното манифестирање на енергијата која што произлегува од оваа карта. Например, ако ја гледаме картата на царицата, се работи за жена која е добра, фина, љубезна, која се грижи за другите луѓе. Сега, обратната карта би можела да значи дека оваа личност се грижи добро за себе, за своите чувства и за внатрешниот баланс. Вториот приод би се однесувал на присуство на неизбалансирана енергија. Ова би значило дека, ако, например, пред себе ја имаме картата на кралицата на стаповите, таа е весела и дружелюбива личност со добра позиција во општеството. Доколку кај неа стане спор за неизбалансирана енергија, ќе има или премногу или премалку од нејзината енергија. Што би значило, кога ја има премногу, личноста ќе делува арогантно на другите, а ако ја има премалку, таа ќе делува премногу срамишливо во присуство на други луѓе. Затоа слободно прашајте си го човекот на кој му гледате какво му е чувството во однос на оваа карта, за да можат да обрнат внимание на овој момент и ако е потребно да извршат промени. Третиот пристап би се однесувал на постоење на блокирана енергија. Например, доколку постои обратната карта на умереноста од големата аркана. Нешто ја блокира енергијата на умереност или на хармоничност. Повторно, слободно прашајте го клиентот што или кој им ја блокира оваа енергија, така што тие треба да станат свесни дека ова постои и да го променат. Конечно, ако сте визуелен тип, едноставно погледнете си ја обратната карта. Погледнете ја, например, картата со 10 мечови. Воопшто не ја сакам оваа карта. Таа означува предавство. Буквално имате 10 меча зариени во вашиот грб. Но, кога е превртена, мечовите паѓаат надолу. И може да го информирате клиентот дека тој што го предал или целата таа ситуација што имале веќе е на крај и дека можат да очекуваат нешто поубаво во животот. И да не заборавам. Треба да се верувате на вашето чувство, да правите споредба со другите карти од околината, да ги споредувате, да им дозволите да си разговарате една со друга што имаат да си кажат, како и да верувате на своето искуство. Секое гледање на карти ќе научите по нешто ново. А сега, дозволете ми накратко да ви ги представам сите 78 карти. Реков накратко, бидејќи навистина не би сакала да влијам многу на вашиот енергетски однос со картите.
Ќе видите понатаму дека навистина ви се потребни само основите за да започнете. Преслушајте го ова и потоа вежбајте си со картите. Да започнам со првата карта од големата аркана. А тоа е картата на дворскиот шут. Шутот е позитивна карта, која се однесува на нови почетоци. Може да означува дека започнувате некој возбудлив проект, неочекуван настан или некоја нова авантура. Како и за секоја авантура, ако добро се подготвите, со знаење и убава енергија, најверојатно ќе имате и успех, а важи и обратното. Карта број 2 е магионичарот. Тоа е знак дека ги имате сите неопходни способности и вештини за да постигнете успех. Оваа карта ви кажува да ги користите своите интелектуални капацитети, да бидете фокусирани и упорни, за да ги постигнете работите што ги посакувате. Третата карта е правосвештеничката. Таа е пасивна, но поседува моќен елемент. Поседува интуиција, поседува мистерија и сензуалност, како и здрав разум. Верувајте на собствените инстинкти и слушајте што ви кажува срцето. Следната карта е царицата. Царицата ги представува и двете, како женственоста, така и мајчиството. Исто така е многу добар знак дека се случува бременост. Следна е картата на царот. Царот е татковска фигура, тој е моќен, постар човек и вообичаено е добар и е богат бизнисмен. Тој е заштитник, но исто така може да стане ригиден и тврдоглав. Тој е поврзан со ред, со работа и со дисциплина. Тој може да биде поврзан со активности поврзани со администрација, со влада, со услуги или со институции. Следната карта е картата на Хиерофантот. Тоа е карта на традиционални вредности и на религијата. Тој може да биде советник кој што ќе ве обезбеди со мудрост и со водство, некој спиритуален или религиозен лик, како што е поп, свештеник, рабин и така натаму. Исто така може да значи дека сте вклучени во некој вид на образование. Љубовниците. Љубовниците се однесуваат на сексуалното привлекување, но исто така представуваат и совршена унија воопшто. Постигнување на вистинска хармонија и љубов со другите, но исто така и внатре во самиот себе. Дополнително би можело да значи дека се сочувате со дилема околу луѓето и насока во животот и дека треба да направите избор. Следната е картата на кочијата. Кочијата ви кажува дека ја имате контролата. Представува надминување на препреки и проблеми преку одлучност, фокусирање и сила на волјата. Картата на силата се однесува на вашата внатрешна сила. Таа е слична со кочијата во тоа што представува надминување на проблеми, сепак силата обично се однесува на надминување на внатрешни предизвици, надминувањето на предизвиците кои што ги сретнуваме во однос на своите собствени двоумења, стравови и анксиозности. Потоа следува картата на испосникот. Испосникот е карта која што значи дека влегувате во период на истражување на собствената душа, на собствена рефлексија и на спиритуално просветлување. Понекогаш на сите ни е потребно време да дознаеме повеќе за себе си, да се придвижиме од дневните активности, да ја откриеме својата вистинска духовност, да размислуваме за нашето постоење, за нашите насоки во животот и нашите вредности. Следува тркалото на среќата. Тркалото на среќата се смета за добра среќа или за судбина. Ви се случуваат големи промени. Овие промени треба да бидат за нешто подобро, но дури и најубавите промени што ни се случуваат во животот бараат да имаме храброст. Универзумот работи во наша корист, така што искористете го добро ова време, фокусирајќи ја вашата намера на она што навистина го сакате.
Знајте дека универзумот има план, но тој план се уште не е јасен. Следува картата на правдата, таа е поврзана со кармичката правда, со работи од правото и со причина и последица. Секоја акција има своја последица. Дали постојат некои кармички лекции кои што вие треба да ги научите од сегашната ситуација? Картата на правдата може да ја информира дека треба да избалансирате и да направите одреден избор. Потоа следва обесениот човек, кој што е превртен надолу, ситуацијата не е добра за вас, очигледно не сте сретни со оваа ситуација, постојат некои чувства како да сте блокирани, како да сте затворени и фатени во стапица. И тоа очигледно не ме прави среќни. Сватате дека вие не сте жртва, дека можете да ја промените оваа ситуација, дека или можете да заминете од одредена ситуација, или ако тоа не е можно, тогаш променете го вашето гледање на самата ситуација. И понекогаш добро е да ја смениме перспективата, така што ќе можеме да ги цениме оние работи што ги земаме здраво за готово. Се поседува своја лекција. Потоа следува картата на смртта, иако тарот гледачот е секогаш искрен и треба да каже реално како што си е ситуацијата, никогаш немојте да предвидувате смрт или пак резултат од некоја болест или бременост. Уште поважно, картата на смртта значи спиритуална трансформација и дека е време за промена и за нови почетоци, а не всушност самата смрт. Картата на умереноста значи дека и постои баланс, постои мир, постои трпение и умереност, сте го нашле внатрешниот баланс, сите односи во животот ви се хармонични. Сте научиле како да си дозволите да не бидете вовлечени во проблемите на другите луѓе и во нивните конфликти. Следува картата на ѓаволот, карта број 16. Таа може да означува депресија или зависност од некого или од некоја ситуација, чувство дека сте фатени во некоја клопка, дека сте ограничени, дека сте немоćни и дека се однесувате како жртва. Сето тоа е делото на ѓаволот. Погледнете картата, колку се широки овие ланци, можете во секое време да се ослободите. Вие имате контролата, вие контролирате вашата судбина и секогаш можете да си го промените своето однесување. Вратете си ја вашата собствена моќ. Кулата е всушност картата од која што навистина треба да се заштитиме сите. Таа најавува ненадеен хаос и деструкција. Неочекувана промена, која што вообичаено е страшна, еден животен настан на голема промена и многу често не може да се избегне. Подоцна ќе откриете дека иако било премногу тешко да се помине низ ова, тоа ве направило да бидете личноста која што сте денес. Деструкцијата што ја донесува вообичаено се однесува на нешто што било изградено на погрешни верувања и основи или на нереалистични цели и соништа и секогаш после тоа следува обновување и креирање на нешто ново и поубаво. Кулата представува трагичен, травматичен и настан кој што го минува животот, како што е развод, како што е лошо раскинување, губење на бременост, банкротирање и слично работи кои што се надеваме дека никогаш во животот нема да ни се случат. Овие работи сепак се случуваат секој ден некому и секогаш треба да имаме на ум дека ние сме креирани од страна на моćна интелигенција и дека можеме да поминеме низ оваа промена и да станеме посилни. Следната е картата на звездата, која што е звезда што се појавува на небото и ќе ни го покаже вистинскиот пат. Означува надеж, инспирација, среќа, добра карта,
со позитивни чувства, мотивација и ослободување. Исто така може да значи креативност и уметничка жичка. Сега е одлично време за некое хоби поврзано со уметност. Следната карта е картата на месечината. Кога ќе видите месечината, знаете дека нешто не е така како што изгледа, нешто е скриено. Ова е исто така карта на интуиција. Отворете си ги очите и погледнете добро, затоа што она што се случува околу вас не е баш така како што изгледа. Таа исто означува високо ниво на анксиозност и страв, кои што може да предизвикаат промени на расположението, нестабилност, како и несигурност. Следната карта е картата на Сонцето. Сонцето повторно свети во вашиот живот. Донесува позитивност, оптимизам, слобода и забава. Успех и ентузијазам представуваат ваши придружници. Луѓето ќе ве прашуваат што е тоа, што сте јаделе, што сте пиеле, што сте станале вакви и ќе бидат многу привлечени од вашата позитивна енергија. Ќе се чувствувате среќно и полетно. Следната карта е картата на пресудата. Таа карта покажува дека или вие или некој близок до вас сте загрижени и што ве осудуваат од средината, или пак вие сте тој што ги осудуваат другите во околината. Може би оваа карта ќе ви означи дека е време за некаква одлука, веќе имате сосема јасна ситуација и тоа ви овозможува објективно да ги измерите сите чинители и да направите најдобра одлука. Ги научивте вашите кармички лекции и постигнавте излекување, така што можете да продолжите во позитивна насока. Оваа карта може да значи нешто поврзано со судството. Потоа следи картата на светот. Значи светот е распослан пред вашите нозе. Ќе патувате, ќе бидете добредојдени од луѓе во многу земји и во кои што ќе патувате. Исто така значи дека ќе бидете успешни и дека ќе ви се отвараат можности, и тоа голем број од нив. Сте поминале низ тешкоти, сте научиле многу лекции и сега е време да уживате во резултатите. Уживајте во вашите достигнувања. Следната карта е првата карта од малата аркана, се работи за мечовите, која ќе ги видите, мислите на две работи, едното е на почетоци, другото е на интелектот, така што тоа представува нови идеи, нови почетоци, нови проекти, нови планови и почнување на работи. После тоа следи картата на двата меча. Погледнете оваа карта, нели не ви ветува многу. Двата меча ќе ви кажат дека нешто е застојано, дека се наоѓате на некоја раскрсница, дека се штитите од нешто, дека се мачите, дека избегнувате некоја тешкотија, дека нешто е стресно или нешто е болно. Треба да се соочите со вашите стравови. Можете да останете неподвижни, неодлучни, да ги блокирате емоциите, да одрекувате, да бидете слепи и за работите што се случуваат околу вас и не сакате да ја видите вистината. Следната карта е картата на трите меча. Срцето ми се крши кога ќе видам оваа карта. Трите меча упатуваат на несреќност, на болка на срцето, се мисли на љубовна болка, тага, донесува загуба, донесува депресија, донесува солзи, период на тешкоти, вообичаено се однесува на емотивен план. Најважното во оваа ситуација е да побарате помош, не треба да поминувате сами низ ова. Четвртата карта е картата на 4 меча.
се однесува на една опуштена контемплација и на тивко подготвување. Премногу работи ви се случуваат, ментално преоптеретени се со страф, анксиозност и стресови. Треба да знаете дека постои решение за се што се случува. Не дозволувајте негативноста да ве обземе, имајте верба и ако треба побарајте стручна помош. Следната е петте меча и тоа не е баш добро. Кога ќе ја видите оваа карта, се работи за сериозен конфликт, непријателство, агресија, дури насилност. Може, во некои ситуации може да представува и само ситуација во која што треба да се соочите со другите и да се борите за себе. Потоа следува картата на шесте меча. Конечно, после 2, 3, 4 и 5, малце опуштање и радост, шесте меча представуваат напредок, помирно време, патување и одење напред. Потоа следи седумте меча, некој се заминува, некој бега од вас, некој е осамен волк и некој го крие своето непочитување. Седумте меча се за лажење, за работење позади грб, за манипулации, тактики, за некој што ви се прави пријател, ама всушност ви е непријател, за некој што шпионира. Од друга страна може само да представува флексибилност, прилагодливост, дека употребувате рационална стратегија. Осумте меча, кога ќе ги видам, значи ситуацијата изгледа како се да е против вас. Што и да правите, ништо не работи, ништо не тргнува, за среќа се работи само за период. И тој период ќе помине. Тоа значи дека се чувствувате како да сте заробени, како да сте ставени во ќош, едноставно врзани ви се рацете. Но запамтете, вие не сте жртва. Вие или некој од околината може да ви помогне да го извади превезот од очите, да ве одврзе и да си заминете слободно. Следната е деветте меча. Независноста, самотијата, комбинирани заедно со интелектот, водат до ситуација кога премногу ви е се што ви се случува, веќе не можете да издржите, представува страф, представува анксиозност. Во суштина не се случило нешто толку страшно и негативно околу вас, колку што стравот и анксиозноста потекнуваат од начинот на кој што вие реагирате на работите во одредена ситуација. Можеби во дадените околности правите слон од мравка. Се соочувате со кошмари и со несоници, ве молам, обратете се на професионална лица за помош. 10 мечови. Ова е навистина тешка карта. 10 меча се однесуваат на лоши пријатели, лоши роднини, нош во грб, предавство, оговарање, огорченост и непријатели. Исто така може да значи и насилство, напади и клетви. Џандарот мечеви. Ако опишуваме личност, џандарот на мечови би представувала млад човек, дете или личност која што е млада во срцето, која што е разговорлива, жива, многу брзо размислува, аналитичар, логичар и смирен со многу остар ум. Тие сакаат да се држат за правилата и можат да бидат воздушен знак, како што е Водолија, Близнаци и Вага. Оваа карта може да ви кажува да бидете стрпливи, да размислите пред да зборувате и да не се вовлекувате неопходно во расправи. Џандарот на мечови може да каже за учење или за влегување во едукација. Следното е витезот на мечови. Витезот на мечови е млад човек 20 до 35 години, вообичаено маж, со јака личност, со брз ум, брзо зборува, интелигентен, храбар и тој може да биде воздушен знак, како што е Водолија,
близнаци или вага, асертивен, рационален, но од негативна страна може да биде нестрплив и многу импулсивен. Зборувајќи за околината и ситуацијата, може да ви каже дека промената што ја чекате тука и подобро да искористите. Следната е кралицата на мечевите. Како особа, таа е зрела, женска особа или феминизирана личност, која што е разговорлива, интелигентна, која што ќе ве поддржи, која што може да биде воздушен знак, водолија, вага или близнаци. Жена која што претрпела загуби и знае како е да биде тешко во животот и која што собрала внатрешна сила и мудрост од своите искуства. Може да биде зрела жена во животот која што ќе ве заштитува, ќе ви помогне да надминете одреден проблем. Сепак оваа карта може да значи дека може да потиснувате некаква болка или тага од минатото. Следната карта е картата на кралот на мечевите. Кралот на мечевите се опишува како многу паметна, зрела машка личност, која што поседува дисциплина, интелигенција, честност и сила. Таа е рационална, логична и размислува длабоко. Водолија, вага или близнаци, не ги искажува емоциите надвор, користи интелект над емоциите за да се справува со ситуациите, одличен комуникатор, лојален и заштитник на тие што ги сака. Тие повеќе ја користат главата, односно умот им се наоѓа над материјалните работи и главата над срцето. Ова карта означува логика и разум, интегритет, етика и морал. Следната карта е единицата стапови. Тука е почеток и тука е акција, значи добри вести, добри почетоци, се однесува на акција, физички почнување, нешто нова иницијатива, физички почнување на некоја нова страст, ентузијазам, искра. Оваа карта представува и плодност, зачнување и раѓање. Следната е двата стапа, лична моќ, храброст, индивидуалност. Ако треба да одберете меѓу две опции, сетете се дека тревата не е секогаш позелена кај комшиите. Размислете добро за сите опции пред да донесете одлука, но слушате ги своите чувства. Оваа карта може да значи и патување во странство, изненадно заминување, емиграција и одлука дали ќе останете или заминете. Трите стапа означуваат истражување, предвидување и водство, представува слобода, авантура, патување, одпатување во странство и во странски земји. Вашата напорна работа ќе биде наградена, ќе најдете успех и ќе бидете среќни со изборите и со резултатите од вашата ситуација. Исто така може да представува одмор, романси и врска на далечина. Потоа следува 4 стапа, тоа е време за славење, за прослава, за изненадувања, за забави, за венчавки, свадби, настани, среќни семејства, среќни пријатели, доаѓање дома, повторна средба после долга разделба, чувството на добредојденост и на поддршка, успех, просперитет, стабилност и безбедност. 5 стапа представуваат нестабилност, криза, комбинирана со активност и акција. Резултатот е расправи, конфликти, тепање и несогласување. Исто така може да значи и конкуренција. Потоа се 6 стапа, значи после расправите во петката, еве една добра карта. Картата на 6 стапа во суштина се работи за успех, за победа, за освојување, за триумф и за постигнување. Исто така означува пофалби, награди, признанија, аплауз и добра волја. Тоа е карта за славата, за обожавање, за поддржувачи,
за луѓе околу вас и да бидете во центар на вниманието. 7 стапа означуваат агресија, означуваат такмичење и во оваа ситуација се спротивставувате за она во кое што верувате, се борите и издржувате сами. Означува дека ќе застанете за она што сметате дека е точно, ќе одржите контрола и ќе имате силна волја. Ако зборуваме за одредена личност, може да сретнете некој кој што е заштитник, кој што брани, кој што е асертивен, кој што е силен и кој што е одлучен и ја брани својата територија. 8 стапа даваат брза акција, одлука, вести, која ќе видите оваа карта, кажете му на клиентот да очекува набрзо добри вести. Во суштина, 8 стапа представуваат брзина, напредок, движење, акција. Тоа е карта на ненадејна акција, на возбуда, на возбудливи времиња, на патување, слобода, одмор и романси на одмор. 9 стапа, ако чувствувате дека е нешто премногу тешко или да тешко вие да продолжите со проектот, дека сте истоштени, немате енергија, сигурно сте ја добиле картата на 9 стапа во вашето гледање. Сушност, во реалноста, вие скоро ја имате добиено битката. Толку сте близко да го добиете тоа што го сакате, само треба да соберете уште малку енергија и да притиснете уште малку за да ја го постигнете успехот. 10 стапа, кога ќе ги видите, си велите зошто го почнав ова, што ми требаше ваква работа. 10 стапа опишуваат ситуација која што почнала како одлична идеја, но сега веќе представува потешкотија. Одеднаш се соочувате со еден куп проблеми, со еден куп одговорности, со еден куп стресови, ви информира дека имате огромна тежина на вашите рамења и дека сте притиснати со обврски. Некој може би ве зема здраво со готово, може би се борите, се мачите, имате многу предизвици, многу обврски. Вратете си ја забавата и радоста во вашиот живот веднаш. Потоа следува джантарот на стаповите, тоа е млада личност, дете или личност кој е млад во срцето, кој е свеж, весел, разигран, активен, оптимист, полн со енергија, полн со одлични идеи, со нови возбудливи планови, може да биде огнен знак, како овен, лав или стрелец. Кога ќе го видите джантарот на стаповите, знаете дека ќе добиете добра вест, набрзо во форма на писмо, на телефонски разговор или некоја информација. Потоа следува витезот. Витезот е млад човек од 20 до 35 години, вообичаено маж, кој што е шармантен, кој што е енергичен, кој што е возбудлив, може да биде овен, лав или стрелец. Тој е бестрашен, тој е самоуверен, тој е маж од акција, тој е храбар, тој се буни кога е потребно, има отворен ум, има слободен дух, тој е секси и тој е шармантен. Во суштина, оваа карта означува дека работите се одвиваат добро и дека било кој потпат што сте го превземале, најверојатно ќе биде успешен како што се натевавте. Кралицата на стаповите, тоа е жената која што веднаш ќе ја препознаете кога ќе влезете во просторијата. Сите ја гледаат, не и се популарна е, тоа е зрела жена или феминирана личност која што е енергетична, која што е силна, храбра, полна со страст. Таа може да е огнен знак во хороскоп, значи овен, лав, стрелец, независна, самоуверена, оптимистична, се дружи лесно, асертивна, може да биде богата, сексипилна, да има одличен хумор. Иначе тоа значи дека ќе си ги превземете работите и ќе си го организирате животот и ќе го водите добро. Кралот на стаповите, фрлете го на волците и тој ќе се врати водејќи ги како прв пред нив. Тоа е кралот на стаповите.
Тој е зрел човек, кој што е силен, кој што е енергичен, оптимистичен, тој е роден лидер, може да биде овен лав или стрелец, пријателски расположен, интересен, шармантен, елоквентен, бестрашен, размислува слободно, мотивиран и ориентиран кон акција. Оваа карта главно означува дека имате енергија, искуство и ентузијазам да завршите се што сте замислиле. Единица чаши, чашите се поврзани со емоции, се надеваме со тие што се пријатни. Единицата на чаши означува нови почетоци, означува нешто поврзано со љубов, емпатија, сочувство, среќа. Уживајте во животот, затоа што ќе бидете среќни, ќе бидете позитивно расположени. Сега е супер време за нови пријателства, за нови љубови. Излезете надвор и дружете се со другите луѓе. Двете чаши. Кој е прекрасниот човек што представува љубовен магнет? Кој има убав хармоничен живот? Секој што ќе ја види картата на двете чаши во своето гледање, се разбира. Работите се или ќе бидат многу добри за вас во вашиот љубовен живот и животот ќе ви стане хармоничен. Двете чаши се многу позитивна карта. Следи трите чаши. Трите чаши прашуваат дали некој ќе прави свадба. Трите чаши означуваат прослава. Спремете се за забави, за свадби, за веридби, за фестивали, за мекици и за други слични прослави. 4 чаши. О, не! Погледнете го ова прекрасно облаче, како му е дава чашата со можноста на човекот. Тоа може да биде и предупредување, да обрнете внимание какви можности има околу вас, може да ги промашите и да ги изгубите затоа што сте се загледале во вашата тага. Вообичаено картата на 4 чаши представува пропуштени можности и жалење. Може би сте се вовлекле во себе заради депресија, заради негативност или заради апатија. Следната карта е картата на 5 чаши. О, не! Сега е време за плачење. Имаме 5 чаши. 5 чаши се обоени со тага, со загуба, со осаменост, со очај. Фокусирани сте на негативното. Може би поминувате низ некоја тажна ситуација кај што срцето ви е повредено или низ развод, низ некоја разделба. Може би сте изгубиле некого, може би поминувате низ период на тага и жалење. Може би сте бесни, тажни, разочарани. Подсетете се себе си дека без разлика колку и да се тешки си овие моменти, оваа ситуација, секогаш постои нешто позитивно, некоја полука со која што ќе се стекнете. Чекајте стрпливо и ќе го забележите ова. Следната е картата на 6 чаши. 6 чаши е карта за децата и за младите луѓе. Може да ви кажа дека имате деца или дека се грижите за деца или дека работите со деца. Може да биде знак на разиграност, на невиност, на споделување. Кога не е поврзана директно со деца, оваа карта кажува за носталгија, за некои сеќавања од детството или минатото, фокусирање на минатото. Може имате влијание од некој минати настан или размислувате за некој настан од минатото. 7 чаши. Ја знаете приказната за буриданското магаре, магарето кое што било истовремено и гладно и жедно, па го ставиле во средината помеѓу јадењето и помеѓу водата. Тоа умрело затоа што не можело да се одлучи дали да почне со првото или со второто. 7 чаши ме подсетуваат баш на таа приказна. Некоја личност има многу опции од кои што треба да одбере, од многу работи, кои што се случуваат во исто време, и тоа представува премногу за неа и таа не е способна да се фокусира и заради тоа не превзема ама баш никаква акција. Обидете се да бидете реални за тоа на што можете да се посветите
и секако, доколку постои, обратете се за помош на другите. 8 чаши. Веќе доста ми од се си викате, ќе си се свртам и ќе си одам за секогаш. Кога ќе видите 8 чаши во гледањето, значи дека некој си заминува од луѓе или од ситуација, напушта одредени планови, може би се разочарани, си одат, ја напуштаат лошата ситуација. 8 чаши представуваат и патување, може да очекувате некои авантури во блиска иднина. Следи чашата на картата на 9 чаши. Ова е прекрасна карта, кажува дека ќе ви се исполни некоја желба. 9 чаши, оваа карта е позитивна, означува дека вашите соништа ќе станат реалност, дека лошите времиња се позади вас и дека е време за среќа, расположеност и за исполнување на желбите. 10 чаши и си живеа среќно како во бајките. Ако го видите тоа, тогаш се работи за картата со 10 чаши во распоредот. Оваа карта представува вистинска среќа, како емотивна, така и спиритуална, исполнетост и домашна среќа. Оваа карта е за среќни семејства, деца, љубов и забава. Џандерот на чашите е млад човек, дете или човек млад во срцето, кој што е фантазер, интуитивен, наивен, сензитивен, идеалист. Може да биде воден знак како рак, шкорпија или риба. Кога ќе го видите џандарот на чашите, очекувајте некаква порака, среќна вест, покана за некој настан, важна информација, некој предлог романтичен или едноставно оговарање. Потоа е витезот на чашите. Тоа е млад човек, 20 до 35 години, кој што е уметник, емоционален, романтичен, се грижи, нежен, топол, тактичен, сензуален љубовник или добар преговарач. Тој може да биде воден знак како рак, шкорпија или риба. Оваа карта може да представува предлози, добри вести, покани кои што ќе донесат многу возбуди и забави во вашиот живот. Се работи за понуди, за вести кои што вие секако се надевате дека ќе ги добиете. Следната е картата на кралицата на чашите. Кралицата на чашите представува зрела жена или феминизирана личност која што е љубезна, која што се грижи, поддржува, чувствителна душа и сентиментална и добар слушател. Може да биде воден знак како рак, шкорпија или риба. Таа означува жена или жени во вашиот живот кои што ќе ве поддржуваат и кои што ќе се грижат за вас. Оваа карта може да ве потсети да бидете внимателни како се третирате себе си или како ги третирате другите, и тоа да го правите со сочувство и со внимание. Следната карта е кралот на чашите. Се работи за постар маж кој што се грижи, кој што е уметнички тип, кој што сака, постакува, тој е добар слушател, дипломатичен, фин, ви дава добри совети, ве смирува во животот. Тој обично има светла коса и многу го сакаат во околината, секаде кај што ќе се појави, добро се сложува со најголем дел од луѓето, фокусиран е на емотивната страна, не на материјалната, ориентиран кој семејството, може да биде рак, шкорпија или риба. Во суштина оваа карта представува љубезност, сочувство и мудрост. Следната карта е единица парички. Паричките се однесуваат на материјалните аспекти на животот, така што заедно со бројот 1 тоа означува нови почетоци. Единицата парички ќе биде за наоѓање нова работа, правење на нова инвестиција, нови почетоци, просперитет, почнување на нешто ново,
кое што ќе биде позитивно во вашиот живот, нова инспиративна енергија, позитивно чувство кога почнуваме нешто ново, оние возбудливи времиња на вистинските почетоци. Следната карта е двете парички. Нешто жонглирате, имате флексибилност, имате забава која ќе видите оваа карта. Во суштина може да значи дека се обидувате да пронајдете и да одржите баланс помеѓу различни области во вашиот живот. Може да работите истовремено на два проекти и се обидувате да жонглирате помеѓу нив. Некои одлуки може би треба да се донесат и ова може да ви представува стрес, исто така може да значи партнерство или пак проблеми, мачење да се најде вистинскиот баланс помеѓу вашите и нивните потреби. Трите парички, кога ќе видам оваа карта, тогаш веднаш ми текнува на некој успешен договор, кој што се подпишува, кој што носи многу пари, кој што носи задоволство, активности на планирање и тимска работа. Во суштина, трите парички се позитивна карта која што представува напорна работа, одлучност, посветеност на што и да правите во дадениот момент. 4 парички. 4 парички значат посесивност, контрола, блокирање на промената, тоа се работите на кои што ќе се сетите кога ќе видите картата. Погледнете го, човекот толку јако ги фатил овие парички, јако ги држи и тоа не му дава уствари тој да земе повеќе од нив. Во суштина, оваа карта означува дека можеби сте се закачиле за одредени луѓе, за одреден имот, за одредена ситуација, за некои работи од минатото. Треба тоа да го процесирате и да се ослободите од тоа. Можеби губите толку многу енергија за да задржите некои луѓе или некаков имот во вашиот живот, бидејќи тие ви даваат сигурност. Можеби се работи за некој во вашиот живот кој што тој пак се држи за работи кои што се нездрави, кој што е посесивен, контролиран на токсичен начин. Може треба да воспоставите граници или да ги почитувате границите на другите. 5 парички представува карта на сиромаштија, неубава карта, во суштина тешкоти, одбивање, негативни промени, лоша среќа, мачење, назадување, некои остануваат без дом, невработени, оттуѓување и така натаму. Ве молам да запамтите дека оваа ситуација е само привремена и да побарате од некого помош. Следи картата на 6 парички. 6 парички, кои ќе ги видиме во таротот, значи дека некој ви дава подароци со љубезност, со отворено, со широко срце. Некој во животот ве поддржува, некој во вашиот живот е љубезен, дарежлив, или пак може и вие сте тие што се богати и што ги дарувате другите луѓе. Оваа карта се поврзува со споделување, со поддршка, со донации, покажува дека таа е само потврда дека ако некој се наоѓа во тешка ситуација, секогаш постои помош и дека секогаш треба да побарате помош во вашата околина. Следи картата на 7 парички, таа ви информира дека вашата напорна работа наскоро, многу наскоро, ќе почне да ви се исплаќа. Работите ќе бидат позитивни, можете да очекувате награда за вашиот напор. Таа е карта на жнење, на растење, на планирање, на стрпливост и на завршување на работите што сте ги почнале. 8 парички кажува дека е време за напорна работа. Време за посветеност, време за настапување, вашата напорна работа ќе ви се исплати, ќе ве води до резултати,
до награди, до постигнување на вашите цели. Оваа карта означува дека вие работите методично кон постигнување на она што го сакате. Вие сте мајсторот на вашиот занает. Следува картата на 9 парички. 9 парички вообичаено представуваат силна, самоуверена, независна жена која што е многу убава и софистицирана и работела напорно да стигне до позицијата што ја има. Таа ужива во резултатите на нејзината работа. Во суштина, оваа карта представува многу добар знак, бидејќи представува успех, независност, самоувереност, слобода, безбедност и стабилност. Потоа следува картата на 10 парички. Изобилство, стабилност и среќа можат да се видат на картата на 10 парички. Таа представува солидна основа, безбедност и среќа во сите области на вашиот живот. Исто како и секоја друга карта на паричките е поврзана со финансии, со материјални работи, така што можете да очекувате добри работи во овие области од вашиот живот кога ќе се појави картата. Исто така, тоа е добра карта кога е поврзано со фамилијата, бидејќи представува одговорности во фамилијата, вредности во фамилијата и поддршка. Следната карта е џандарот на паричките. Џандарот на паричките е млада особа, дете или личност која што е млада во срцето, која што е добро приземljena, која што е лојална, одговорна, на која можете да се подпрете, амбициозна, која што има чувство и одлично чувство и добра иднина. Може да биде земјен знак како бик, девица или јарец. Тој ќе ви донесе добри вести, поврзани со материјални работи, како пари, бизнис, едукација, кариера, просперитет или здравје. Потоа следува витезот на паричките. Витезот на паричките, како и другите карти, дворски карти, е млад човек, 20 до 35 години, кој што е стабилен, одговорен, лојален, стрплив, тој е амбициозен, работи напорно, заштитник и искрен, може да биде малце тврдоглав, земјен знак, како што е бик, девица или јарец. Тој има здрав разум, одговорност, практичност, работи напорно да заврши се што започнал. Следната е кралицата на паричките. Таа представува зрела женска особа или феминизирана особа, која што е дарежлива, вообичаено многу богата, финансиски независна, има афинитет за фини работи во животот и е добра во бизнисот. Таа може да биде земјен знак, како бик, девица, јарец, може да биде високо во општествениот статус и да биде пријатна, шармантна, лојална, организирана, приземljена и многу практична. Во суштина, ако ја видите картата во распоредот, кралицата на паричките представува некој што е високо на општествената лествица, просперитет, богатство, луксус, успех и финансиска независност. Кралот на паричките представува зрела, успешна, приземljена машка особа која што е добра во бизнисот, стрплива, стабилна, безбедна, лојална, работи напорно. Тој е конзервативен понекогаш, некогаш е тврдоглав, но исто така е многу верен и заштитник на семејството. Може да биде земјен знак, како бик, девица или јарец. Ако го видиме во распоредот, значи дека ќе ви се исплати упорната работа, дека ќе ги постигнете целите, дека ќе ги видите работите и ќе ги доведете до својот крај и ќе бидете горди на своите достигнувања. Добро. Ова беше
малку подолго видео со многу информации. Ве молам слободно да си го изгледате уште еднаш, штори можете да си го поделите и на два дела, еден дел до почетокот на описот на картите, а потоа другиот дел кај што е описот. Во следното видео ќе ви раскажам една прекрасна приказна за големата аркана, која што одлично ги опишува картите на големата аркана и ќе ви помогне многу во учењето на нивното значење. Слободно пишете ми во имейл, кој што се наоѓа, адресата се наоѓа долу во описот, вашиот коментар, да ми кажете што ви се допаѓа, што не ви се допаѓа. Ако не ви се допаѓа, напишете на некој друг, например, се зезам. Слободно пишете ми мене, пишете ми ги вашите импресии, многу би сакала да знам како размислувате. И ако ви се допаѓа, ставете лайк на видеото, претплатете се, односно заследете го овој канал со притискање на копчето subscribe. Ако звоните, ќе ги добивате редовно моите видеа, ако го притиснете звончето. И тоа е се. Пријатно!